Спонзорот Цермат ви представува. Во Битола презентирана изложбата Став. Поетско попладне со Венко Андоновски под наслов Сиже и фабула. Изложба на стрипови, фантастика, научна фантастика, митови и легенди. Во фоајето на Центарот за култура во Битола се одржа изложбата Став, студентска архитектонска визија. Се работи за дипломски проекти на генерацијата запишана во 2006 година на Архитектонскиот факултет во Скопје. Изложба на една поинаква визија за архитектурата, настан, еден од оние кои ја движат архитектонската мисла напред и кои носат свежи и нови идеи во нашата земја. На оваа изложба се промовираа проектите што имаат зрел став кон архитектурата, кои покажуваат една нова визија за иднината на нашата архитектура. Иницијативата покажува дека има многу проекти кои остануваат неизведени, а имаат големи архитектонски квалитети. Учествуваме на оваа изложба како дел од став кој се состои од сите студенти, поголем дел од студентите кои бевме запишани во генерација 2006 година на Архитектонски факултет. Значи, Став е кратенка од студентска архитектонска визија која што представува една неформална организација на студентите запишани во 2006 на Архитектонскиот факултет во Скопје и вечерва можат да се погледнат нивните дипломски проекти кои што во себе содржат еден навистина голем архитектонски квалитет и представуваат спој меѓу висока инженерска спремност и применета уметност која што во себе содржи некаква креативна мисла подкована со свежина на архитектонскиот израз. Значи, да му покажеме дека во Македонија постојат свежи идеи. Тие свежи идеи најчесто доаѓаат од младите луѓе. На овие дипломски проекти е работено без притисокот од инвеститорите, што е многу важно во професијата, дефинитивно. Од тие спреги сме ослободени и слободата нема граница кога се креира ваков еден проект. Покровител на оваа изложба е Асоциацијата на архитекти на Македонија. Меѓу проектите на оваа генерација студенти се вбројуваат културни центри, винарии, реадаптации на напуштени индустријски објекти, планетариуми, урбанистички планови, проекти за заживување на македонските села, нови градски центри, облакодери и многу други архитектонски проекти и урбанистички планови, се со цел да покажат една разновидност и еден нивни став за различните сфери во архитектурата, проекти кои можат да се споредат и со светските трендови во архитектурата. Оваа изложба беше презентирана првично во МКЦ Скопје, а освен во Битола, ќе биде прикажана во повеќе градови низ Македонија. Битолчани викендов имаа можност да присуствуваат на поетското попладне под наслов Сиже и фабула, заедно со Венко Андоновски. Тој е еден од најреномираните македонски писатели, раскажувач, романсиер, драмски автор, поет, есеист и книжевен теоретичар, член на Македонскиот пен центар и на Друштвото на писателите на Македонија од 1990 година. Дел од неговите дела се и Папокот на светот, Вештица, Бунт во домот за старци, Фрески и гротески, Кандид во земјата на чудата и многу други. Мојата тема беше фактички дека денешните писатели, колку и да ја посекуваат светската слава, мора да тргнат од себе си и од локалното. Значи, ја одбрав Битола како топос, посочив тројца писатели од Битола кои за мене и припаѓаат на светската книжевност. Станува збор за Владимир Костов, Драги Михайловски и најмладиот Алекс Бугарски. Покажав дека фактички, како и Маркес, не бегаат од своите корења, а прават универзални вредности. Проблемите на луѓето секаде се исти, и секое поведување по моден тренд, например, пишувате роман, чие дејство го сместувате во Холандија или во Брисел или во Лондон или во Њујорк, а вие сте македонец, за мене е безсмислено. Тоа не ја гарантира вредноста на делото, едно дело ја добива својата вредност токму од своите корени и кога од локалното ќе успеете да направите универзално, вие сте фактички голем писател.
Андоновски е добитник на сите македонски награди за проза и драма, како и на меѓународната награда Балканика за романот Папокот на светот, преведуване на повеќе јазици, предава книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. За најновиот роман Керката на математичарот ја доби наградата за проза Стале Попов за 2013 година, награди кои ги доделува Друштвото на писатели на Македонија. Романот има двојна оригиналност, формална како уникатен експеримент книга во книга и содржинска вешта нарација, успешно вметнување на филозофска, религиозна и епистемиолошка идејна рамка. Андоновски, кој ја доби наградата Стале Попов и пред 13 години за Папокот на светот, истакна дека наградите му се драги и му значат почит, затоа што покрај мислењето на читателите, важно му е и што мислат за неговите дела колегите писатели. Истакна дека со овој роман го заокружува циклусот на дуалитет, две приказни во неговите дела, кој овој пат, како што истакна, кулминира и со физичко-графичко одделување на една книга од друга. Во рамките на најдолгото културно лето Битфест се одржа изложбата на стрипови насловена Фантастика, научна фантастика, митови и легенди. Оваа изложба се одржува традиционално 4 години поред и е во организација на Младинската асоциација Имка од Битола. Целта на изложбата ни е да ја промовираме стрип уметноста како популарен медиум за креативно изразување меѓу младите. Значи имаме дела од автори од цела Македонија, исто така и гости од Макс Стрип форумот кои што ја промовираат стрип уметноста, како и од две издавачки куќи, Комик Бру и Стрип Квадрат. Фантази е, значи, жанрот и научна фантастика се жанровите кои што генерално било која генерација кажува. Стрип цртачи без разлика од која и да е држава го промовираат и сака да го работат, поради тоа што има одредена слобода. Може да се експериментира не само со стиловите, со темите, со се може да се експериментира и некако е поплаузабилен медиум за да се, нели, пренесе каживо тоа знаење условно кажано или визуелно каживо естетика која што самиот цртач или автор без разлика каживо сака да ја промовираат. Значи ние сме млада издавачка куќа, постоиме од лани. Досега имаме 2 сликовници издадено и еден стрип кој што е мој авторски стрип, нели? Овие сликовници, да ги наречам, една е Храброста на Гоце, другата Перинскиот цар, нели? И се од едицијата Револуционери, која што планираме веќе се насловните или кориците направени. Годинава сите 5 да ги издадеме и да биде еден така убав пакет од сликовници кои што се наменети за деца, меѓутоа кои ги опфаќаат сите наши најпознати револуционери. На изложбата која се одржа во фоајето на Центарот за култура беа представени дела од повеќе автори од Битола и Скопје. Целта на оваа изложба е да се поттикнат младите за стрип уметноста.